тоа си размислував јас пред да дојдеме тука и да го снимаме овој подкаст. Зошто да постојат толку голем број на курсеви за графички дизајн и зошто тоа го нема, например, на факултетот за ликовни уметности? Зарем не може да биде еден студент кој е дипломиран ликовен уметник? Зарем не може тој да биде многу пати подобар од некој што ќе заврши еден курс од неколку месеци за графички дизајн? Чисто како идеја. Тие курсеви обично, по тоа што имам видено Така? во пракса, се учи повеќе техничкиот дел на програмите што се понудени за графички дизајн. Да. На нашиот факултет предметот графички дизајн, покрај тоа што научи за техничкиот дел на програмите, научи како да се снајдеме во просторот што ни е зададен на екранот, Така. и како по ликовно, повизуелно да ги представиме Така е. работите. И мислам дека тоа е големата разлика меѓу кратките курсеви по графички дизајн и правите часови што се на факултетот за ликовни уметности. Да. Пошто пак се тоа е подолготрајни сепак, и да. по... Извини што те прекинувам. Токму тоа е, тоа е основата зарем не на графички дизајн. Мислам уметноста, сликањето на некој начин. Сега за сега кој што се поставени работите, за жал, оние кои што се заинтересирани само за графички дизајн мора да ги поминат и оние задолжителни курсеви кои што се кај нас за цртање, нели, и за дали графика, дали скулптура или ликовна педагогија или пак сликарство. А потоа во последните 2 години да се обучат и за графички дизајн. Се надеваме во близ, значи веќе има таква опција. Има, да. Да, меѓутоа фондот на часови, иако имаме одлични професионалци, е мал. И бројот на наставен кадар ни е мал. Така. Тоа е се еден круг затворен, магичен, што го викам јас, нели? Да. На еден подолг период на неодобрување на работни места. Од друга страна, нели, на наставен кадар, од друга страна и принципот на акредитирање на студиски програми кој што оди, нели, на 4-5 години и моментот кога не може да се менува студиската програма побрзо, нели, за да биде тоа подинамичен еден процес, така. Меѓутоа се надеваме дека се ова ќе го совладаме. Многу е битно да станеме, значи, што повидливи, ете да може, иако сте вие на шумарски, може слободно да си дојдете на факултет за ликовна и да дискутирате со нашите студенти, бидејќи после 12 ателијата се генерално отворени, нели, ги немаме најполни. Да, и најполни обично. И супер.